Најважното нешто што го имаме во животот се нашите емоции и мисли, бидејќи тие ни го креираат, ни го создаваат животот, бидејќи врз база на кои емоции, кој вид на емоции ние чувствуваме, таква одлука ќе донесе. Човековото битие донесува одлуки врз база на емоции, а истите ги правда со логика. Ово ќе споделам неколку техники кои што ќе ти обезбедат спознание како да влезеш во спокој и баланс во поголемиот дел од денот, намерно, значи намерно да влезеш во спокој и баланс и да излезеш од одредени стресни и неважни ситуации кои што само те исцрпуваат твојата енергија. И сега одиме како ние да управуваме со нашите емоции. Моментот кога ќе сакаш да воспоставиш контрола на емоциите, ќе сватиш дека едноставно тие во моментот, ако немаш искуство како се воспоставува контрола на твојата емоционална состојба, ќе сватиш дека во моментот кога ќе сакаш да поставиш контрола, ќе видиш дека имаш работа со нешто огромно и дека ти на тоа немаш влијание. Немаш влијание зашто прво не постои системско образование како да управуваме со себе и кој бенефит луѓето немаат поим кој бенефит тоа го носи. Затоа ќе почнеме од почеток. Ќе мора терминот контрола да го замениме со управување. И сега доколку остана и се уште ме слушаш, значи си заинтересирана за оваа тема, а оваа тема ќе ти донесе тебе огромни плодови. Плодови во смисол на здравје, баланс во себе си. Баланс во себе си е самиот збор баланс во себе си е здравје. И сите други бенефити кои што ќе произлезат од твојата душа, а не како треба ти да правиш и како сакаат другите. Значи да се вратиме повтора. Терминот емоционална контрола да го замениме по правилен термин управување со твојата емоционална состојба. Управувањето со емоционалната состојба се вежба. Тоа е еден вид мускул кој што се развива колку повеќе воспоставуваме управување со емоциите, толку полесно ги совладуваме. Најдобра аналогија е да замислиш дека треба да бидеш како еден вид река. Реката тече по одредена патека. Некаде има брзаци, некаде има препреки, некаде е тесно коритото, но таа само поминува. Реката не се расправа со ништо на што ќе наиде на нејзиниот пат. Таа не се гневи кога ќе наиде на карпа. Таа не влегува во тага кога патеката е тесна и лоша. Едноставно реката не зависи од теренот низ кој што поминува. Аналогно на ова, твојот баланс, спокој и просторот што треба да се изгради во овој дел на градниот кош, значи тоа е првата техника, градење на простор во своето тело преку имагинација. Значи, сега разговараме, различно е фантазија, различно е, значи ние мора да имаме визуелна слика за еден простор на смирение да го изградиме во нашето тело. Во сите библиски текстови стои градба на внатрешен храм. И во нашата Библија стои текст каде што вели треба да се изгради храм без алатки и во тишина. Знаеме сите дека Библијата зборува во парабола, значи каков е тој храм во нас, какво е тоа место во кое што ние ќе може да влеземе и да бидеме заштитени од надворешниот притисок, од надворешните стресови, од надворешната, да речам, агресија,
поразителна реалност. Значи, ние треба да направиме, таа е првата техника и првото нешто, подготовка на терен, каде што ќе може ние да се повлечеме. Тој внатрешен храм е простор кој што вие можете да го изградите по ваш терк. Може да личи, значи да не биде на нешто што ве потсетува, значи да не биде куќата на баба ми или нешто од минатото, значи едноставно да биде еден имагинарен простор каде што ние ќе се повлечеме од надворешниот притисок, место кај што ние ќе се успокоиме. Значи тоа е првата техника, затоа што верувајте, луѓето немаат алатки како да се успокојат, па користат лекови или не знам алкохол или палат цигара, тоа се токсини кои што нашиот храм го уништува. Значи ние треба да го изградиме тој храм каде што ние ќе се повлечеме едноставно во еден светлосен облак, значи може да биде златна светлина, светлосен облак каде што ќе се повлечеме. Може да личи на било што вас ви прави спокој. Може да биде планински пейсаж, може да биде пољана, може да биде пейсаж на море, било какво капче во нашето тело, значи може да се наоѓа во било кој простор од телото, каде што ние ќе може да се повлечеме во таа наша изградена оаза, за да дојдеме до смирение и да може да ги неутрализираме, да направиме неутрализација на надворешниот притисок и да влеземе во едно смирение каде што ќе ставиме едни граници, дека едноставно надворешниот свет не може да ни влијае и каде што ќе започне градење на некакво емоционално управување. Втората техника која што ќе ја споделам со тебе е свесност. Односно, ние денеска ќе градиме простор во нашиот ум, значи еден простор кој што во почетокот може би е многу тесен, но подоцна ќе се прошири, простор каде што ќе направиме стоп помеѓу реакција и одговор. Што значи тоа? Кога ќе нарасне гнев во нас или одредена нервоза, ние ја чувствуваме во телото како оган. Кога ќе нарасне овој оган, се уклучува рептилскиот мозок, кој што е задолжен за емоционалната состојба. Проблемот на нашето тело е што рептилскиот мозок го блокира неокортексот и нема, едноставно станува блокада, не може да дојдеме ние до интелект. Едноставно само реагираме и гледаме само како излив на енергија да излезе од нас. Секој излив на енергија, фактички вие сте со помалку здравје и помалку енергија. Значи сега тука не учиме само емоциите да ги контролираме и управуваме, него учиме енергетската наша структура да ја балансираме едноставно не туку така да ја даваме енергијата, што предизвикува на некој начин ослабување на имунитетот, ослабување и на некој начин со два збора брзо старење. Значи, толку трошење, кога човек многу се троши емоционално, автоматски и енергијата ја предаваме некаде надвор, едноставно без контрола, а нашата енергија ни е потребна и зашто е целото ова и се јас што кажувам, е ние да ја зачуваме нашата енергија за креација, значи да креираме нешто што ќе ни го напреди нашиот живот. Значи, уште еднаш да се вратам на втората техника е свесност. Свесност да застанеме пред да изреагираме. Ова е полесно да се каже отколку да се изведе. Уште еднаш ќе повторам, рептилскиот мозок е базиран на импулс. И не е само тој проблем, не е само таа пречка, него пречка представува и нашата подсвест која што е веќе програмирана на експлозија или на тага или на гнев или на срам завист. Значи, рептилскиот мозок кој е заложен за емоциите и нашата подсвест во тандем прават комплетна блокада да ние не можеме да дадеме одговор, него едноставно само експлодираме и има излив или истек на нашата енергија, која што на крајот не треба за креирање на нашата визија, на она што ние го сакаме.
Доколку ме следиш и понатаму, го слушаш видеово, мислам дека лесно ќе сватиш колку е ова сериозно и колку сето ова има влијание фактички на нашиот секојдневен живот и се она што ја креира нашата реалност. Сите одлуки, како ние се однесуваме, што ние доживуваме, какви настани привлекуваме, какви луѓе, какво изобилие или сиромаштија привлекуваме во нашиот живот. Тој што сака да биде свесно да управува со себе си или да биде свесен креатор, мора да превземе 100% одговорност за своето однесување и како тој реагира и како и на кој начин дали ќе се одлучи да продолжи како досега по инерција, бидејќи самата подсвес и самото наше тело делува во циклус на инерција. Многу мои клиенти велат: не можам, пак експлодирав. Вежбам, не можам, пак експлодирав. Значи, мускули не се прават од два пати кревање тегови. Значи, ние мораме ова репетитивно да биде. Зошто? За да може намерно и свесно да управуваме реално себе си, автоматски, последователно и реалност. Кога навесто би го трошеле времето на секакво скролање и глупости, кога би го вежбале ова, би сватиле колку енергија ни оди туку така. Луѓето велат: немам време, немаат време затоа што постојано се на автопилот и не воведуваат нови навики, ново сознание и нови информации. Доколку не внесувате нови информации, нови сознанија, секогаш ќе го повторуваш старото. Таа е формула. Ако нема нови сознанија, нема нови информации, ќе го повторуваш старото, можеби, па и од тоа уште по да се вратиш. Човековата свест има две особини: или еволуира, или деградира. Техника број 3 го користи здивот како главен инструмент. Што значи тоа? Кога ќе доживеете навреда, напад, стрес за да влезете во некој гнев, тага, значи тој стрес и таа реалност предизвикува во вас одредена енергетска реакција. Ако го користите здивот, ако го користиш здивот како инструмент, значи јас сега ќе споделам повеќе алатки, која од овие алатки ти ќе ја користиш, ќе си одбереш по свое. Тоа значи на било каква стресна ситуација која ќе дојде од надвор, ние ќе осетиме реакција од рептилскиот мозок, но нема да изреагираме. Ние нема да изреагираме ако го користиме здивот како инструмент. Едноставно, во тој процеп, кога се уклучува рептилскиот мозок, ние да го користиме здивот, и тоа е многу едноставна и проста алатка. Се користи 2 пати, 2 серии по 3 длабоки здива. Доколку ова го употребите, доколку ова го употребиш и го ставиш во реална употреба, значи ќе видиш дека после четвртиот, петиот здив, гневот или тагата или било што те напушта. Едноставно треба да сватиме дека емоциите се еден вид гости или еден вид талас кој што има интензитет и паѓа. Со самиот здив ние влијаеме на автономиот нервен систем и правиме растопување на било каква енергетска компресија што е предизвикана од некоја силна емоција. Секако луѓето кои што доаѓаат кај мене и работиме на темата гнев, интензивно мора да го ова имплементираат за да можат да го менаџираат сопствениот гнев, бидејќи навистина тој им одзема добар дел од енергијата и секако тој можеби доколку подлабоко навлеземе ќе видиме од каде е тој програм на несвесен гнев, експлодирање и стрес. Но за почеток да се користат овие алатки допринесува да можеме ние да се ослободиме од таа, да речам, енергетска мрежа кај што ние сме закачани за да го истуриме гневот и да влеземе во преку инструментот на здив,
да влеземе во едно смирение и ослободување, стартно и инстантно ослободување во истиот момент на гнев. Би сакала да ти објаснам дека јас не кажувам тука дека ние само треба да се повлекуваме, да имаме здив и да не одговараме. Ние можеме да одговориме на сосема друг и попаметен начин. Секако дека постојат алатки, многу алатки постојат, каде што ние не мораме веднаш да одговориме на соговорникот, ние можеме да направиме еден вид земање здив, за да се намали општата тензија, за да влезе соговорникот во режим на слушање. Бидејќи ако само се надвикуваме, нема да допринесеме до никаква размена на одредени информации, ниту па има можност, кога има постојано викање, да настане некакво. Следната техника што ќе ја објаснам е поврзаноста на емоцијата со негативниот внатрешен говор, или што би рекле англичаните self-talk, внатрешниот критичар. Кога ќе почувствуваме, ова е техника број 4, кога ќе почувствуваме, влегуваме во тага, гнев, не е битно, срам, повлекување, се раѓа одредена емоција во нас, нели изискува, самото раѓање на емоција изискува енергија. Меѓутоа, емоцијата како сама нема да остане долго ако не се закачи за некоја приказна, односно ние викаме приказна. Негативен внатрешен говор, односно кога ќе влеземе, јас и на почетокот на видеото објаснив дека емоциите раѓаат програми на мисли. Моментот кога ќе се појави емоција, ако е без мисли, таа брзо ќе помине. Ако се појават мисли, што е најчест случај, односно се спушта негативен внатрешен говор. Вообичаено ние ги знаеме тие внатрешни програми на секој човек, бидејќи спаѓаат во дел на колективната свест. Тие внатрешни програми се најчесто: не ме бива, не бредам, повторно ми се случува ова, јас сум многу смотана, јас сум многу наивна, секогаш ме изигруваат другите, никој не ме разбира колку ми е тешко, никој не може да ми помогне, никој не ме цени и ред други. Ова се да кажам едно. Секако дека главното е немам доволно љубов и поддршка. Едноставно, мене ми е многу жал што ова ќе го кажам моментов. Луѓето се потполно гладни за малку љубов, внимание и поддршка. Едноставно, целата борба што ја води современиот човек е само околу тоа. Значи, сите материјални добра што луѓето се борат за нив е на крајот да доживеат почит, љубов и поддршка од блиските. Но бидејќи до тоа се доаѓа преку една сурова битка и преку его програмот, значи, настанува само оддалечување од блиските. Значи, се создава контраефект. Позадинските програми се тие. Едноставно, само се исцрпува енергија, а ние реално на крајот немаме квалитетен живот. Секако дека преку медиумите и социјалните мрежи се пренесува лажна слика и нема елементарно споделување на сознание како се прават балансирани односи, како да делуваме на нашиот ум, на нашите емоции и како да имаме поквалитетни односи со другите. Бидејќи само кога сме во баланс со себе си, со своите емоции, ние можеме да дадеме и да примеме љубов. Ние не можеме да примеме љубов колку сака некој да ни дава, ако ние сме во постојани грижи и стресови, или во некаква зависност од нешто, или во некои уверувања дека некој е материјално ќе допринесе, или да купуваме нечијата љубов, или не знам, едноставно да бараме на погрешно место љубов со погрешни луѓе. Значи, ја правата патека, поврзаноста со сопствената душа, едноставно да ја нема. Мислам дека горе-доле ова како прв дел објаснев
некои техники и објаснив некои основи како се управува со емоции и мисли. И се надевам дека ќе ти помогнат и ќе допринесат за подобрување на твојот внатрешен свет. Автоматски, ако се подобри твојот внатрешен свет, ќе се подобри твојата реалност. Секако, бидејќи ова е обемна тема, ја поделив оваа тема во два дела, така да и следното видео ќе разговараме повторно околу управување на нашите емоции, бидејќи тие ни ја креираат нашата реалност, тие повлекуваат одредени синхроницитети, значи целата фактички оваа работа на себе ние да привлечеме добри луѓе, добри настани, да донесеме добри одлуки, едноставно да го подигнеме квалитетот на нашето живење на повисоко ниво, да влеземе во една стабилност, здравствена, финансиска, едноставно да имаме љубов, разбирање, толеранција, колку што можеме, нели, во интензитет, колку што ние тоа можеме да го дадеме, да го постигнеме, да го примиме. Се гледаме во вториот дел следната недела. Имајте убава недела.